Жене, му ебем на златата, брата ми, кој после она вчера што се случи од вас, ке се качи на електричен тротинет, ке вклучи мобилен, кога видовме дека не само во пејџери што можело да се става пластичен експлозив, него овие во Либан почнаа да ги креваат во воздух, и оние што се качиле што вклучиле електричен тротинет, и овие мобилни што уклучиле, и некој миксер што вклучил. Абе, луда работа. Жене, мебем на златата, брата ми, кој го тоа направи, нема да кажам сега, затоа што сепак никој не презема одговорност за терористичкиот акт во Либан, каде што околу 3000 луѓе се повредени, 200 се во критична состојба, меѓу загинатите 10 на 12 има и дете. Тие 3000 ранети, да не кажам колку се останати без око, без раце, без ова, без она, без нозе, кој кај го ставил пејџерот или кој како го вклучил мобилниот, му било нешто разнесувано. Нема да кажам нема да преюдицирам кој стои за тој терористички акт, затоа што и ја како што гледат ја мобилен, електричен тротинет за среќа немам, миксер имам, но ретко го користам, така што на вистина светов отиде во една многу брутална фаза, каде што веќе таа војната полека станува во овие невралгични точки во светот, станува веќе и тотална и тоталитарна, значи не се бираат средства, сфери, како да се удри по една држава, по еден народ, какви средства да се одберат при тој удар, какви средства да се искористат, какви оружја, и тој уште еден показател во какви катастрофични димензии насока, во каква катастрофична насока се движи светов. На многу луѓе им е нејасно како тоа се случило на пратките кои што ги добивале од пејџери, веќе сега и мобилни телефони, електрични тротинети, како е местен пластичен експлозив, тоест комбинација на пластичен експлозив и тротил. Но прво да кажам за нашите млади генерации, тоест за копилјаците, што е тоа пејџер. Тоа е една направица која што мојата генерација во 90-ти години, значи пред 30 години, не подмоча. Тоа е една направа која што работи на радиобранови, значи пораки се праќаат на таа направа, тоест на собственикот на таа направа, преку радиобранови, значи не преку интернет. И, например, пејџерот беше за едностранна комуникација, значи можеш да му пратиш порука, драги копилјаци, на тој што е собственик на пејџерот, и да му пишеш порака, да го известиш кај си, или да му пишеш некоја порака, или да му речеш барај ме, јас сум дома, јави ми се на фиксен, пошто тоа време ние немавме мобилни, него имавме аналогна телефонија, тоест фиксен телефон, па му звониш, вртиш тамо бројки 6, па му звониш на овој другарот и му се јавуваш. Значи тоа е пејџер кој што у наше време, у 90-тите рани, ни изгледаше како копачот што им изгледал на оние у железно доба. Прв пат кога го измислиле копач, тој прв пат копачот што го измислил, рекол: "Море, што ти е копач, мајка пичка ебана, му ебана ова Каменов." Кова исто со "Жене, му ебем на златата, брата ми е." Тој иначе вистина човек што го знам од едно наше село, нема да кажам кое, така у една пригода рече, мене до ден денес тоа ми остана епохална реплика, рече, а он стварно се пожалил, пошто брат му отишол негде, забегал, се запил и рече: "Жене, му ебем на златата, брата ми, 3 дни го нема дома да си дојди." Од тамо е доаѓа ова, иначе да знаете од каде. Кај мене нема ништо случајно. Сега ви објаснив што е пејџер. Мислам дека све кажав у везе со пејџерот. Сега луѓе се прашуваат како уствари се мести тоа пластичниот експлозив, што е тоа, како го дошле до праткава и така натаму, и постојат нормално 2-3 варијанти, верзии.
Ние што сме учеле одбрана и заштити после тоа ЈНМН, сме учели за тринитротуол или познато како тротил или скратено TNT или ТНТ. И се обично ТНТ се ставал во се допунува на некој пластичен експлозив за да се зголеми неговата разорна моќ, нели, експлозивна моќ. Сега во случајов кај ова, пошто сите викаат како бе ова само 20 грама тротил, ова када убие и толку луѓе, пример имало случај кај што експлодирал, па не само што убил тука тој некој припадник на Хезболах, па неговиот командант, па неговиот заменик, па и тука некои обични луѓе што им се нашли у близина, овој тешко повредил. Значи се работи за тетранитротротил. Тоа е еден фактички кристално бел прав, да, кој што најверојатно е ставен на литиумската батерија. Таа, знаете, сама по себе е експлозивна, значи може да се направи да експлодира, но литиумската батерија тука е искористена како детонатор, во смисла дека таа се загреала до одреден степен што поттикнала, нели, палење на експлозивниот, на пластичниот експлозив, на ова тетранитротротилот, и така дошло до експлозија. Сега, како дошле тие пејџери, а ден потоа еве се прошири нападот и за мобилни телефони, електрични тротинети, како дошле во Либан? Најверојатно овие кои што го спремиле или подготвувале овој терористичкиот акт, сигурно не отишле во Либан па тамо да го местат експлозивот, него најверојатно од производителот, а производителот на пејџерите бил некоја тајванска компанија, најверојатно пратката е пресретната, постојат две варианти, најверојатно пратката е пресретната, па тамо е еминирана практично, наместен е експлозивот, или пратката е пресретната, само заменета, со друга иста таква пратка, која што веќе овие што го правеле терористичкиот напад ја припремиле и само ги замениле фактички пратките. И најверојатно таа информација за пратка што оди за Либанон ја добиле од или од некој своја разузнавачка служба сојузник или од некој внатрешен информатор во компанијата од каде се нарачани, нели, пејџерите, а подоцна, нели, од компаниите кај што се нарачани и мобилните телефони и од друга компанија кај што се нарачани електричните уреди, башка електричните тротинети, башка миксерите. Така што ова со кое што се соочи вчера Либан не е за смеење, тоа е брутален терористички напад. Најверојатно Хезболах жестоко ќе одговори на ова. Најверојатно на многу луѓе, на многу држави им одговара да се прошири овој конфликт, да стане широко регионален на Блискиот Исток. Тамо е повеќе од сигурно дека уште многу децении нема да има мир. Мислам дека после година дена може да се констатира дека израелците влегоа во една авантура која што не може да ја завршат. Очигледно многу малце стратешки придобивки добија. Имаат по право многу малце стратешки придобивки од досегашната војна што ја водат. Тоа, за жал, палестинците го плаќаат со огромни жртви, но судирот драстично ескалира, поготоа со последните случувања кога хутите јеменски го мавна Израел со хиперсонична ракета, од каде им е таа, малце е чудно, хиперсонична ракета, мене ми е чудно колку е таа, мислам малце чудно дали е воопшто таа информација точна, затоа што практично хиперсонични ракети, како да ви кажам, има само Русија у моментов, Кина работи на нив до некаде, Америка исто, значи тоа ми е малце безвезен, но добра, ајде, ја нема да ја наречем хиперсонична, но ги удрија со малце помоćна ракета од досегаш им биле познати, што значи некој им ги дава, кој исто така нема да коментирам, пошто ја више ја и јогуртот дувам, како да ви кажам. Мобилен миксер дома, што знам, тостер, не знаеш што може да ти експлодира, више такво време дојде. Кажам ја нешто лошо,
пример за израелците, тука миксер уклучам, јајца да смута, ми експлодира и останам без нешто. Што правиме после? Тоа ви. Шала смеа. Ама не ни за шала, ни за смеа. Ке видиме, битно е вакво ниво на деструкција, на самодеструкција, на декаденција. Светот нема видено, мислам, никогаш во постоењето на својата цивилизација. Мислам дека и во времето на Рим, на римските баханалии, гладиаторски борби и оргии, не била декаденцијата во овој степен. Па дури ни во времето на Калигула, кога владеел, дури ни во времето ни овој пироманов Нерон, кога владеел. Така што, како викаат овие стариве, Господ нека ни ја помош. Но, ова што се случува, да не се повторам, води само кон едно. Па вчера разговарав со некои луѓе така, кои што навистина не им е јасно зошто одредени центри на моќ го туркаат светов кон нуклеарна апокалипса. Навистина е тотално нејасно, особено ако сега кога им се овие избориве на американциве тамо 10, кога им се појма, неам ноември или како му доаѓа тоа, особено што веќе на големо се работи, нели, да Трамп не ги доби изборите, гледате, постојано има и обиди за атентати, што значи сериозно не му одговара на некој во таа длабоката држава и очигледно тој Трамп има намера да разбуца некого, ако дојде на власт, сериозно да ја разбуца некој центри на моќ, иако и тоа е тешко за верување, затоа што сепак тие политичките елити во Америка се практично израснати од исти центри. И текно на ние филмови со тајни друштва, Skulls and Bones, итн. Фактички они тие децата на богатите кои што учат на тие врвни универзитети, членуваат во тие тајни друштва на тие студентски интернати или дружини и така натаму, практично се иницирани во исто тајно друштво. Затоа е тешко да се верува дека они утре кога ќе дојат на во врвот на политиката, без разлика дали се демократи или републиканци, горе-доле, како да ви кажам, они се браќа по крв, која минувале низ иницијација у тие тајни студентски друштва, си дале заклетва на верност до смрт и така натаму и така натаму. Да, секогаш има човек што ќе заврти капата на другата страна, што викаат во одреден момент, но навистина тоа што се однесува до американска политика не ми се верува. Јас затоа мислам дека се повеќе шанси веќе мириса на тоа дека оваа демократкава Харис дека ќе победи, без разлика Трамп што ја има на поддршката на онаа целиот христијански појас, онаа белата што ја викаат Америка, онаа што се овие фанатични христијани, десно ориентирани, крајно и така натаму, со овој кандидат што му го избаци длабоката држава, ќе му биде тешко на изборите. Сега доколку ја не знам што ќе биде Трамп кој ќе дојде на власт, дали има нешто сериозно намера да разбуца да направи, но убеден сум дека ако демократите останат на власт, дека Владимирчо ќе влезе во една многу поопасна авантура од оваа до сега што е наречена војната во Украина. Ето тоа. Внимавајте, денојве на електрични тротинети качување не, таман ќе се растеретат пешачкиве стази, нема да убивате пешаци по пешачкиве стази, нема да им кршите раце нозе и себе нема да си кршите раце нозе, пошто кај нас е тоа нерегулирано комплетно. Кај сега имаат велосипедска стаза, си возат и по пешачкиве стази, еве тука на Партизанска не е бава жива сила.
Да не зборам за тоа употреба, некои не им работат светла, да не кажа зборам за тоа колку е опасно за самите нив што се безчујни, безшумни и за возачите и знаете тие работи, но да не тупам. Јебега, немојте мобилни многу да користите, значи немојте електрични тротинети, мобилни денојве, миксери, тостери по дом. Особено немојте ако зборите нешто против одредени држави, што се рачунаат за избрани во светов, оти тогаш сте директно на удар. Нема тука да се качиш на тротинет, чекај да идам цигари да си купам. И ти ќе стигнеш до трафикава. Ама тротинетот на таа страна ти преку трафиката или пред трафиката, вака. Така да, тоа е тоа. Ајде. Се гледаме, значи денеска, ако е дожливо, поише пешки, поздрав живот, не мобилни многу, еве сега го исклучувам и мукла. И не се знае. Не мора ни експлозив да има доволно литиумска батерија да загреат со помош на некој харп, шо знам ја, шо. И па, ја. Чао, пријатно. Ајче.